Без многу детали, но со официјална потврда за трагичниот крај. Пронајдена е македонката Маја Јанеска, почината дома во својата спална соба. Прострелна рана во главата и пиштол до телото. За ова се знае од оскудните информации кои пристигнуваат од јужноафриканската полиција. На социјалните мрежи позната како Маја Мија, инфлуенсерката го загубила својот живот во место блиску до Јоханесбург, на околу 8000 километри воздушна оддалеченост од родниот Охрид. Сега истрагата е отворена, но во оваа фаза случајот не се третира како сомнителен, иако јавноста го перцепира како обвиткан во мистерија. Телото на Јанеска го пронашол нејзиниот партнер кој бил во куќата, известува порталот News24 кој се повикува на извори од полицијата. Веста за трагедијата ја потврдуваат и од Македонското министерство за надворешни работи, од каде што наведуваат дека помагаат за транспорт на телото во Македонија. Министерството за надворешни работи преку надлежната амбасада во Кајро стапи во контакт со надлежните органи на земјата, од каде добиваме потврда за трагичниот настан. Нашите представници се во постојана и непосредна комуникација со надлежните јужноафрикански власти и со роднините на починатата, како во делот на утврдување на деталите, така и околу организирањето транспорт на посмртните останки на починатата во земјава. Јанеска пред неколку дена била во земјава за прослава на признавањето на Македонија од Јужна Африка и за воспоставување на дипломатски односи меѓу двете земји во што и самата помогнала. Таа објави неколку фотографии со сегашни и поранешни функционери и политичари. Додека била во Скопје, таа одржала и мотивацијски говор пред студенти, на кој им раскажала како на 19 годишна возраст се преселила во Танзанија, каде добила понуда да работи во хотел, го научила свахили јазикот и започнала кариера како стилистка и шминкерка.